Следува Нова Бис на телевизија Нова. Започнуваме со светот на иновациите. Фондот за иновации и технолошки развој во нашата земја во претходните 3 години поддржа 37 предпријатија во реализирање на нивните иновативни решенија и во јакнење пред се на нивните капацитети за истражување, развој и деловно управување. Попладнево ќе им додели признание на првите 9 стартап предпријатија кои успешно ги завршија проектите поддржани од фондот. Тоа и поводот во наредните минути да поразговарам со директорката на овој фонд, Јасмина Поповска. Добре дојдовте во студиото на телевизија Нова. Благодарам за поканата. Јас би започнала со тоа кои се оние конкретни решенија и идејни па и реализирани проекти кои најмногу би ни помогнале или ќе најдат практична примена во нашето секојдневно живење и при тоа ќе ни го олеснат секако. Во овие 37 предпријатија кои што фондот досега ги финансираше, има навистина интересни решенија кои што се и за интересни за пошироката јавност, за граѓаните, меѓутоа и за самите бизнеси, како да го подобрат нивното работење. Од овие 9 кои што успешно ги завршија проектите и кои што им се одобрени комплетно сите извештаи од страна на фондот, би истакнала дека има неколку кои што се интересни за граѓаните. Тука е решението на ХАС за автоматизација на домови, односно за паметно управување со електрични уреди во домовите и со самото тоа штедење на енергија. Тука е решението на Дарис, паметниот громобран, кое што е прво решение од ваков тип, каде што на еден громобран му се додаваат некои дополнителни функционалности и кое што може да има примена не само во домовите, туку и во бизнесот. За бизнесот има неколку интересни решенија. Тука се решенијата на e-бизнес за нов канал на маркетинг, како да се промовираат. Знаеме дека продажбата е еден од најтешките делови на бизнесот. И тука се секако решенијата на SmartTech, каде што може да се заштити енергија во оние потрошувачки капацитети, индустријски капацитети, и тоа значително, со дополнителна консултантска помош од страна на тимот на SmartTech. Со колкава финансиска поддршка ги поддржавте сите овие идејни решенија и млади иноватори во нашата земја? До сега имаме распределено 1 милион и 500 илјади евра за овие 37 проекти. Од нив дел се веќе од страна на компаниите соодветно и потрошени за унапредување на нивниот бизнес, развој на нивното решение и пласман на нивното решение на пазарот. Точно помеѓу тимовите имаме доста млади луѓе кои што се ангажирани, кои што работат на проектите, меѓутоа и млади претприемачи кои што се основачи на бизнес или менаџери на самиот бизнес. Директорки, имаше ли ограничување во поглед на возраста кој се може да аплицира за да се реализира проектот? Немаме ограничување во однос на тоа кој може да биде основач на предпријатието или управител или дел од тимот. Секако нас не се битни неговите предприемачки вештини, искуство, знаење и иновативниот дух кој што го има самиот лидер во самата компанија. Од друга страна имаме ограничување кај инструментот за стартап во однос на тоа колку долго може една компанија да постои за да аплицира за овој инструмент, и тука имаме ограничување од 6 години. Максимум 6 години за да може да аплицира за стартап инструментот. Така, и овој пат се покажа дека сепак идејата е она што е најскапа, нели, во ова денешно време, капитализам. Кажете ни, дали според она првична цел сте задоволни од резултатите постигнати досега? И која беше првичната цел кога се формираше Фондот за иновации? Фондот за иновации и технолошки развој е формиран некаде на крајот на 2013 година, меѓутоа започна со активно доделување на средства и работа со предпријатијата во 2015 година. На почетокот уште објавивме повик и работиме континуирано со компаниите. Не значи дека од кој ќе ги доделиме средствата тука нашата работа завршува. Напротив, ние ги следиме затоа што се соочуваат со предизвици при имплементација на проектите. Овие проекти се навистина со висок ризик, затоа што тргнуваат со една идеја, меѓутоа дали тоа ќе се развие како што очекувале е неизвестно до самиот крај. И затоа фондот постои да ги мотивира компаниите и да им го олесни тоа воведување на иновации, а од друга страна самите иновации во денешно време стануваат нужност за да една компанија биде конкурентна, за да може да оствари продажба, да најде нови клиенти, да ги задржи постојните клиенти и секако да оствари раст на работни места на крај.
Поводот за вашето гостување во денешното издание на Новопис е тоа што попладнево во 16:30 во клуб на пратеници ќе им доделите 9 признанија на стартап компании кои успешно ги реализирале проектите поддржани од Фондот за иновации и технолошки развој. Со каква цел го организирате овој настан и на кои стартап компании ќе им бидат доделени признанија? На 9 предпријатија кои што, како што напоменав, успешно ги завршија проектите, ќе им доделиме признанија за тоа што постигна нешто што навистина беше неизвестно и предизвик на почетокот. Од друга страна, самиот фонд не поддржува само преку финансиски средства иновации, туку и идејата е да ги промовираме иновациите помеѓу младите, помеѓу бизнисот, затоа што иновациите имаат големо значење за Македонија како држава, за нашата економија да оди понапред и да има повисоки стапки на раст. Од тој аспект сакаме да овие индивидуи, овие тимови кои што се иновативни, креативни, да им доделиме едно признание за нивната успешност како позитивен пример во секторот во кој што работат. Да се мотивираат и да се стимулира нивната креативност, не? Ви благодарам за вашето гостување, за одвоеното време и покрај тоа што денеска ве очекуваат многу врски и подготовки за попладневниот настан. Благодарам на вас за интерес. А ние продолжуваме